Врсничко, физичко и психичко насилство во погорните одоленија од основното образование има, но тоа не е загрижувачко ниво, стои во заклучокот од проектот кој го изработија невладината организација ЕХО во соработка со други институции. Булингот можеме да кажеме дека интензивно последниве години. Ковидот може би влијаеше врз сајбербулингот, бидејќи ги поттикна младите повеќе време да поминуваат на социјалните мрежи и така да почнуваат со заскриени намери да влијаат лошо врз другите. Булингот кој представува секоја форма на агресивно и насилничко однесување помеѓу учениците кој не престанува во ученичките клупи, туку продолжува и понатаму во социјалните мрежи. За сега се регистрирани само неколку случаи, пошто е разговарано со сите учесници во инцидентот. Разврска за случаите се надевам дека нема да завршат во судските институции и дека со разговор и меѓусебно разбирање и толеранција ќе се заврши целиот случај. За сега се уште немаме такви најави дека се почнати судски постапки, инаку беа повикани родителите во општината на децата кои што имаат таков проблем од едното училиште, беа посоветувани и се надеваме дека тоа советување ќе вроди со плоди. За спречување на физичкото и психичкото насилство потребна е превенција, бидејќи возраста е потенцијална за вакви видови на реакција. Врсничкото насилство секако дека е присутно. Битни се елементите како да го препознаеме, како да го превенираме и секое предавање од овој тип е добре дојдено, нормално подобро е превенција, отколку да ги лекуваме подосна последиците. Светла точка помеѓу другите е основното училиште Ванчо Прке од Штип, каде засега не е утврдено никаков вид на насилство. Училиштето презима и други мерки, има изготвено тимови за спречување на насилното однесување на учениците и имаме политика за спречување. Значи, работиме и на документи кои што се многу важни за спречувањето и превенцијата на насилното однесување. Проектот на ЕХО продолжува и понатаму со презентација и во другите училишта во Штип.